Власта планира до година од граѓаните и стопанството да собере рекордни 4,6 милиарди евра, што е за 600 милиони повеќе од годинава. На претходната страна на буџетот, економистите гледаат даночна реформа, која треба да почне да се применува од 1 јануари наредната година. Иако се работи за суштински проект за секоја економија, неголемиот дел од граѓаните немаат интерес за детална анализа на буџетот. Но ова секако нема да им се допадне. Се планира зголемување на давачките за граѓаните и компаниите и од нив се планираат 76 милиони евра. Вкупно од предлог буџетот за 2023 се гледа дека од даноци треба да се соберат 2,6 милиарди евра или за 316 милиони повеќе од годинава. Половината од парите кои ќе се слеат во државната каса се од најголемиот полноќ, данокот на додадена вредност, од кој се планира да се соберат 1,3 милиарди евра, што е за 160 милиони евра повеќе од годинава. Од данокот на личен доход се планирани плюс 63 милиони евра од годинава, а од данокот на добивка над 20 милиони повеќе од годинава. Има раст на приходите и од царини и акцизи, додека пак од придониси се планирани за 12% повеќе пари или вкупно 1,4 милиарди евра. Се уште не се знае дали од наредната година ќе почне примената на прогресивниот данок, но се планира повисок ДДВ за некои производи за кои досега се плаќаше помалку од 18%. Најавено беше и оддоничувањето на каматите на штедните влогови, а можно и плаќање на придониси за хонорарците.